Почитувани добровечери, добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Љупчо Зиков и заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија Зоран Димитровски. Добри дојде за двајцата. За почеток ќе почнем со нешто што беше најактуелно денеска. Заврши маршот на семејствата на настрадалите во Пулс, бара одговори, бара одговорност од надлежните. Реално, еве ќе почнем со вас, Зиков. Очекувате ли дека конечно ќе се расчисти овој случај, оваа трагедија и дека вистинските виновници сепак ќе одговараат, бидејќи навистина се работи за голем број жртви, многу млади животи изгасна? Па би бил корисен идиот да не очекувам дека оваа работа ќе се заврши како што треба во рамките на правниот систем во државата. И не верувам дека постои човек во оваа држава што не очекува дека ова треба да заврши професионално, ефективно, ефикасно и ова е тема во која правниот систем треба да го положи испитот, можеби и прв пат во овие 35 години на постоење, во кој целиот правен систем, тука кога зборувам за правниот систем, зборувам и за јавното обвинителство и за судовите, а ако сакате и оној извршниот дел на системот и МВР, треба сите тоа да го изработат како што треба, значи без да остане дамка во јавноста дека нешто се прави зад кулисите, од аспект на тоа што можеме да слушнеме во јавноста. До сегашниот тек на истрагата како што се одвива, во кој правец според вас се движи? Добро, претпоставувам дека малку подолго ќе збориме на оваа тема, таков ми е и денот ми е таков. Значи, рано е да се каже во кој правец се движи истрагата. Навидум, пиарски ако се гледа, над 60 луѓе се во процедура, во постапки, кој притворен, кој домашен притвор и така натаму. Од друга страна, имате јасен став на опозицијата, што е во ред, според мене, а тоа е дека овој дел, ако воопшто можеме да зборуваме за истрага, сега не знам дали сме во истрага или сме во предистрага, тоа никој не може да го објасни. Од овој велат дека истрагата е сеопфатна, значи во истрага е, мислам. Значи истрага, значи ако е во истрага, на крајот на денот и не е ни важно, дека има и селективност во пристапот и тоа е евидентно, например, заради тоа што имате протагонисти на извршната власт, овде не мислам на министерот, сега да не се помисли на тоа е друга тема на муабетот, предпоставувам. Меѓутоа, луѓе кои се во извршниот дел на МВР, јавно обвинителство, кои што не се офатени со истрагата во моментот, и јас сакам да мислам дека е тоа во моментот така. Значи, имате ситуација, имате случај конкретен, во конкретен ден, во конкретен саат во ноќта, каде што имало надлежни луѓе што требало тоа да го спречат, како институција на системот, како луѓе со име и презиме кои имале работни задачи тој ден. Таму, во тој дел, не гледам дека гледам дека постои една селективност во овој прв момент, дали се развива истрагата, дали има посебен некој модел на истрага тука кај што треба да доведе до нив сето тоа времето ќе покаже. Добро, селективна истрагата, која прави селективна? Јас не можам да кажам која прави, дали обвинителството, дали МВР, значи тука е исто така проблем на правниот систем. Значи, знаете што, ние и овој муабет денеска што го разговараме овде во студиото, можеби мој впечаток е личен дека можеби прерано се ова се прави муабет. Значи да видиме како ова ќе се развие како филм. Денеска во еден момент мислам дека министерот Тошковски, обраќајќи се на семејствата, рече дека ќе слушнете, парафразирам, сега за месец и пол од денеска, например, некој термин. Ќе видиме, тоа ќе биде период и пред локалните избори, практички среда лето ќе биде тој период, ќе бидат 40 степени температури, ќе видиме ние за месец и пол што ќе биде ново кажано. Да завршам во овој дел. Знаете што? Да притворите или во постапка да ставите над 68 луѓе, над 60 луѓе, тоа ви е на еден начин треба да го квалифицирате според мене. Сега, јас сум лаик за право, меѓутоа и периодов и што разговарам со пријатели, правници и така, и ја додирнуваме неминовно оваа тема, тоа ви е организиран криминал.
Таму може да се разгледува и нешто што се вика организиран криминал, ако истрагата вистински се тера, како што треба. Меѓутоа, една работа не ми е јасно цело време во овој период. Ако е организиран криминал, зошто истрагата е толку таинствена и се води, например, оперативно во Кочани? Зошто не се води во Скопје истрагата? Значи, таму тргна колку се, веќе не знаеме ни колку обвинители, не знаеме, и тие веројатно секој ден одат во Кочани, таму и во некој сопче седат и разговараат. Ако не сум во право, вечерва, ова што го кажувам, кај се тие обвинители? Ние не видовме, ние не ги гледаме, престанавме задните 2 недели, па и 3, обвинителите ги снема. Секој ден да излегуваат на пресконференција, веројатно треба да... Не, па не мора секој ден. Ама во овие 3 недели ги снема. Да, добро, во ред. Ке зборуваме, би сакала Димитровски, дали се согласувате со овие стави, каков е вашиот впечаток сега? Очекувате ли дека ќе има завршница, бидејќи секако семејствата имаат право да ја дочекаат правдата? Ние немаме шанса да нема завршница, значи мора да има завршница, затоа што не се работи само дали родителите се гневни, тие имаат и лична болка, семејствата, никој да не е во нивната кожа, се разбира. Меѓутоа, општеството очекува Апсолутно. Завршница, затоа што ова е веројатно една прва, но веројатно последна шанса да правниот систем да профункционира. Тоа е едно. Второ, околу истрагата. Ние навистина гледаме обсежна истрага и обсежни потеси. Многу обвинители инволвирани. Во неколку наврати, значи не само како на народната се трешеше гората, се како се... Не, тоа зависи и од судскиот систем понатаму. Да видиме судството како ќе одговори на сето тоа. Ја отворам дилемата. И колку тоа е натаму, значи не е завршено и со самата истрага. Вие можете да имате и совршена истрага. И со кривичните дела. Совршена истрага, совршени обвинителни акти и на крајот да имате судски пресуди во кои повторно ќе потврлиме како систем, а знаеме каков правен систем има. Но јас се согласувам со сето тоа што родителите манифестираат и таков начин гнев. Не само се согласувам, туку сочувствувам со нив, тоа е логично, тоа се подразбира. Можам да ја разберам и реакцијата на опозицијата, која што постојано вели не, селективна е оваа истрага, затоа што на крајот на криштата улогата на опозицијата е да врши притисок и да се обидува да најде дупки во истрагата, која што се согласувам дека не е транспарентна, но не може да биде транспарентна. Таа не може да биде по природата на нештата, затоа што знаеме дека има одредени кривични дела кои се правени, не можат во јавноста да се образложуваат од страна на обвинителите за конкретни личности во конкретно време и така натаму. Меѓутоа, денес имавте средби на представници на родителите не само со министерот Тошковски и во обвинителството. Од обвинителството прочитавме едно соопштение дека им беше одговорено на сите прашања, дури на оние прашања кои што се за селективен прогон. Зошто тие личности, да речеме од МВР или од одредена инспекција, од одредено министерство, не се под кривичен прогон, а знаеме дека нивната улога вечерта или другите денови била ваква или онаква. На сите тие прашања обвинителите биле буквално на ражен ставени, на грил и тие морале да го образложат тоа. Зошто одредена личност не е под кривичен прогон, дали е тоа селекција или станува збор за недоволна, да речеме, немаме доволно докази за да покренеме истрага. Постојат и такви работи. Значи, да дозволиме, која е пораката? Нетрпение има јавноста и јас го разбирам нетрпението. Затоа што сите сме гневни од овој случај и сите сме гневни на системот што потврлил во изминатите 10 на 15, да не зборувам за претходно 30 години. Значи, да дозволиме да се заврши истрагата, да дозволиме да бидат покренати кривични односно обвинителни акти и да дозволиме потоа и судскиот, иако јас би бил скептик како ќе се одвива судскиот процес, да ви кажам искрено, и би сакал претходно да видам некаква посериозна реформа, затоа што јас не очекувам судството да се справи со овој случај, сега да зборувам органите на прогонот се едно, нели, кривични обвинителството и полицијата, а судството нешто сосема друго. Па дали ќе бидат на крајот тие обвиненија оценети од судството како добри, лоши обвиненија, со дупки, ќе се одлагаат судења и така натаму, адвокати ќе има инволвирано, па ќе добијат и овие што се обвинети адвокати. Но едно можам да констатирам и тоа би завршил, дека во случајов имаме за прв пат актуелен министер
имаме актуелен директор на Дирекција за заштита и спасување, актуелен инспектор кој што е од инспекторатот. Значи, имаме и поранешни, актуелен градоначалник. Министри. Значи, реков министри поранешни, директори поранешни, значи имаме министер од владата во притвор. Некој ќе рече, да, тој е од одредена етничка партија и така натаму, кај што тренирате строгост. Меѓутоа, да ја оставиме истрагата да се доведе до крај, политичка одговорност, велам, исто така може да има, но нека заврши истрагата, да ги видиме процесите на органите на прогонот и потоа може да говориме и за евентуално политичко одговорност. Јас би се надоврзала околу тоа кога велите дека бидејќи судството не е реформирано, не можеме нешто спектакуларно да очекуваме. Ако јас добро ве разбрав, минатата недела имаше едно обраќање на премиерот во кое што спомена дека мора да се направат итни реформи во судството. Самиот искористи фразата, сега се надевам дека најблиску што можам да парафразираме, дека во Македонија корупцијата е систем. Дали ме разбирате? Тоа го кажува буквално секој обичен граѓанин. Значи тоа е констатација која што секој обичен граѓанин ја кажува. Значи во Македонија корупцијата е систем реално. И како ние сега ќе се движиме напред? Во минатата емисија овде кажав за реформите на судството. Премиерот, јас барем не се сеќавам. Не само овој премиер. Вратете се неколку премиери наназад. На сите устите им се полни со реформа во судството. И тука завршува изјавата. Како реформа? Како ќе се направи таа реформа? Јас сакам да слушнам од Мицковски Па еве ја прават заедно со Филипче, пошто нели работни групи почнаа таму да се работуваат. Не знаеме дали е почнале да. Па еве вчера кажа Филков министерот. Одлично. Имале една кратка средба, но содржајна. Прекрасно. Се надевам следната ќе биде подолга. Значи сакам да слушнам кој е моделот за не ја, граѓаните сакаат да слушнат кој е моделот за реформа на судството во Македонија. Еве ние како граѓани кажуваме, еве ја кажував кој е начин еден. Ветинг. Укинување на Академија за суди и како се вика тоа, обвинители. Се ослободи просторот, цевката од потесна да стане поширока за тоа кој може да стане судија во оваа држава, кој може да стане обвинител. Не може партиите да бираат кандидати за во Академијата кои да одат, пошто од таму после ги зимаат. Значи, вие имате системско партиско судство, системско. Значи, тоа е проблем на системот. И од тука идат и корупциите, заради тоа што џган ви се собира таму во Академијата за суди и обвинители. Малку потежок збор употребувате сега. Па не, нека ми прости гледалиштето. Јас кажувам со зборовите на луѓето што не гледаат. Значи, ова можем и потежок да употребам, не е спорно. Тогаш би било некултурно. Значи, се собира се и се што таму, и од таму после тие ви заседнуваат во фотелите во судовите и во обвинителствата и ние очекуваме сега праведно судство или судство со повисок рейтинг и веше флоскула стана тоа 2%, 3% рейтинг на судството во Македонија. Значи, извршната власт, владата во случајов треба да каже и преку изјавите на премиерот, кој често дава изјави во јавноста, го има веќе редовно секој ден во јавноста, треба на пример на следното појавување, а во контекст на ова све што родителите на загинатите денеска бараа, денеска го гледав детално целиот ден, значи да каже која е реформата или ова Зоки што кажува. Па еве работните групи нели работат, ќе се договараат, ќе прават. Ма добро, ние тоа не знаеме. Значи треба да има пред јавноста да се кажат барем контурите на реформите, да ги знаеме па да ги анализираме. Значи ние не можеме нешто да анализираме да не знаеме, не можеме да анализираме изјава, потребно е да се прави реформа на судството. Значи, добро, важи, тоа го збориме 30 години. Дали е корупцијата, што прашавте вие, системска во Македонија? Да, системска е корупцијата, на секаде има. Ако имаме системска корупција во Македонија, како ќе тргнеме ние напред? Не ми е јасно. Значи, како викаат србите... Самиот систем ќе се откаже од тоа што му е лагодно и... Неминовно влагам сега во една друга, што мислев дека ќе дојде као тема подоцна, ама сега ќе го кажам. Значи, србите во Нови Сад, после нивната трагедија со настрашницата, и кога почнаа младите да се собираат по улиците на Србија, по градовите, и тоа премина во, тоа експлодираше како незадоволство и како демонстрации целиот овој период, извадија една за мене
многу креативна парола, а тоа е сви смо ми под настрешнице. Значи, ние додека не разбереме дека сите сме во таа дискотека таму, сите сме ние во таа дискотека. Јас имам икс прашања, не само за оваа влада, и за претходната, и за предпретходната, и за владата на Никола Груевски, и за владата на другите, на Бучковски, на Љупчо и така натаму. Значи, и на Бранко, да не го заборавам. Зошто мораше Источна Македонија на автопатот да чека, автопатот Кочани-Штип, Скопје, да чека толку многу години, и тој се направи во 2015 година, и тоа цело време вика не може, не се исплати. Гледате како се исплатеше овој автопатот, и да не беше тој направен, можеби немаше имаше повеќе жртви, ако требаше преку Џумаилија и Валандовско брдо да доаѓаат у Скопје со брзата помош. Тоа е една работа. Втора работа. Па зарем не ни е срам така килаво да се однесуваме како општество, клиничкиот центар во Штип да се прави 100 години. Еве вака фигуративно, ја не знам, почнато и во време на Никола Груевски. Сега на нас да ни е срам што не го направено? Не, зборувам општо за јавноста македонска, значи мене не ми е срам. Да сум јас на местото кај што се одлучува, ја ќе го направам, и тоа добро ќе го направам. Меѓутоа не сум таму, веројатно и заради тоа и не сум таму. Значи, да имаше клинички центар во Штип, ќе имаше побрз проток на болни во случајот и ќе дојдоа на место во Скопје, ќе идеа во Штип и ќе беше тој опремен и таму ќе се третираа во првите неколку минути, сати и така натаму. Трето, да не ни избега еден куп доктори сите овие 20-30 години од Македонија, особено последните десетина години. Штип и при ваков клинички центар ќе имаше доктори. Така си. Значи, ќе имаше доктори, а не тие доктори кога сега што ги имате таму, кога гледаат такви прв пат уживот, само на филмови амерички гледале такви изгореници во акциони филмови, тие еден куп има приказни сега што кажуваат им се слошувало на докторите таму кога го гледале, тие не може да фатат, тоа не виделе такво нешто. Па ние еден голем број од луѓето од Македонија што ги однесовме во болниците во странство, во конкретниот случај ги однесовме заради немање капацитет, покажавме отсуство на капацитет како држава за таа работа. Не, треба вака се во ред, се согласувам со делот ова што говори. Затоа сме сите под настрešницата и сите сме во дискотеката. Иако во делот на такви тешки повреди на изгореници, навистина многу држави и земји членки на Европската унија кажаа дека и тие самите не би можеле да се справат со таква трагедија, така што здравствениот систем мислам дека и покрај сите проблеми што ги имаше во минатото, укинат меѓу другото центар за изгореници што бил и така натаму. Го имавме. Да, меѓутоа не може да згрижи повеќе од 10 на 7-8 и така натаму. Значи тоа се центрите. Јас бев во болницата Пирогов каде што наши се лекуваат, бев кај лекарите таму. Тоа е една болница со врвна експертиза во Европа, на европски рамки. Директорот таму ме увери дека бил во светски болници, во Вашингтон, во Британија, насекаде по светот и дека буквално таков третман и таква експертиза нема во некои светски болници какви што има во Пирогов, во една Софија. Со други зборови, факт е дека здравствениот систем не може да се изгради преку ноќ, дека за тој се виновни сите влади, девастацијата на здравството и така натаму, меѓутоа и покрај се со помош на, се разбира, и на владата и на државата, успеавме да ги згрижиме останатите, бидејќи не беа многу малку повредени. Значи, вкупната бројка околу 200 на крајот, во првите мигови се движеше околу 200. И бројот на загинатите, за жал, се согласувам со тоа што го говори Зиков. Факт е дека ако може би имавме клиника во Штип или во Скопје беше центарот за изгореници, може би некого ќе спасевме дополнително. Значи, може би. Сето тоа е сега. Иако не функционирал системот, немаше да се случи да имаме таква дискотека. Сакав да се вратам прво на тоа. Како дискотеката плюс такви како потенцијални точки, опасни точки имаме на многу места. Владата изминативе 3 месеци со помош на инспекцијските служби, иако тие се девастирани исто така, 40 инспектори на ниво на држава со години држени, не можат, и пазете, тие се за целиот пазарен систем, не се само за
не знам, најт клубови и дискотеки, туку за многу други елементи во инспекцијата. Така што ако ние, значи државата владата барем сега презема сериозни напори. Не е ова некоја кампања у смисла дека сега ќе ги испитаме клубовите дали се окей, па тие за 2 месеци ќе ни докажат дека имаат некаков систем за противпожарна заштита или имаат 2 влеза и дека сме завршиле со тоа. Тоа мора да помине во континуитет на контроли. На згради, па видовме, значи не сме ова да остане кампањски. Ние се уште, јас живеам во една зграда во центар, која што Димитровски велите, не сме да остане кампањци. Значи не сте доволно уверен дека тоа Не, сакам да кажам дека сега е моментот. Кај нас се случува и претходно трагедија, Ласкарци, без трансмодуларна болница. Овој притисок од родителите. Неправдата што се неправда, односно правдата не се испорача. Видовме се за модуларната продолжува судењето. Рече се никој да не верува во тоа дека некаква правда некогаш овде ќе заживе. Притисокот од родителите го чувствувам само во таа смисла. Не би сакал да верувам дека политички инволвирани приказни има, иако денеска слушнав некој дека треба да се формира експертска влада. Тоа е една приказна што дел од левица ја форсира, затоа што се обидува да изедначат некаква состојба во Србија и во Македонија, иако состојбата е драматично различна од една единствена причина. Таму со години опозицијата не ги признава изборните резултати и изборите. Ние имавме избори пред 9 месеци. Можеме да имаме избори пак во октомври. И тие избори во принцип ги организира така наречена експертска, односно пржинска влада. Значи, ние немаме проблем со политичкиот легитимитет на партиите кои доаѓаат на власт. Имаме проблем со корупцијата на системот кој што оди од најниско до највисоко ниво. Факт е дека рибата смрди секогаш од главата и таа треба. Да, веројатно доаѓа од највисоко па се спушта. Не, да, сакам да кажам, го има на секаде. Не знаете што е проблемот. Но поентата е да завршам уште една реченица. Значи, политичката волја, јас зошто сметам дека политичката волја на политичките елити е важна, но важна е политичката волја на општеството и политичката свест на сите граѓани. И мислам дека таа е порасната до многу високо ниво, особено после вакви трагедии што ни се повторува изминативе години, и дека нема да се дозволи да останат некои прашања под тепихот. Граѓаните тоа нема да го дозволат. Се согласувам. Значи, проблемот е во тоа што кога политичките елити кои доаѓаат при смена на власта, се согласувам дека кај нас властите во последните 2 децении добиваат легитимитет на избори и тоа не е спорно. Значи, тоа е делумно и заради изборниот модел. Значи, би рекол Црвенковски, народот е во право и кога греши. Па не, јас со таа изјава никош не се согласив на Бранко Црвенковски заради тоа што народот е во право, знаете заради што гласа по одреден изборен модел. Да има друг изборен модел, ќе видите како и отворени листи, па да видиме за кого да гласаме. Ќе видите како народот ќе биде во право тогаш ептен и меѓутоа ќе биде уште полегитимно од што имаме сега. Сега ние имаме блокови од по 25 партии внатре, значи и едниот блок е во опозиција, другиот блок е на власт и гласаат за како ги викаат пајтон коалиции. И гласаат за брендот на тој што води напред. А што имате внатре содржина внатре никој не гледа. Значи да го смениме моделот, заради тоа во Македонија многу работи не функционира заради тоа што системската корупција поаѓа од партиите. Значи, внатре, заради тоа што моделот е таков. Првата корупција се случува, например, при договорите за коалицирање. Сега Влен ви се распаѓа во моментот, мислам, како што гледаме ние сите. Зашто се распаѓа, ако евентуално излезе Таравари? Да, меѓутоа, Таравари излегува... партија беше најавено. Таравари е добар дел од Влен. И сега, јас кажувам, моje мислење, дека тоа е на пат на распаѓање Влен. Значи, тоа што добриот дел внатре излегува. И сега, прашањето е зошто излегува Таравари? И така и на СДСМ му направи Таравари во 2017 година. Беше исто министер за здравство, па излезе од владата, ако се сеќава гледалиштето. Сега тоа ви кажувам. Значи, сега тргнува во нова трговија, во ново коалицирање. Значи, со ДУИ или ќе биде, со некои други или ќе бидат и ќе се прави нов блок. Значи, сега збориме принципиелно како е во Македонија 30 години. Во е вака, 30 не, ама 20 од 2001 навака е овој модел. Значи, ние имаме ситуации каде што партиите од тука едните исти партии идат од лево на десно во таа работа. И тука почнува таа
не викам сега, не ја персонализирам системската корупција на лидерите на партиите или на не знам што. Таа тука ви се јавува, бидејќи тука се раѓа тој интерес за опстанок, да се умре или да се живее на политичка функција. Во тоа. И доаѓаат вакви проблеми. После тие, кога ќе дојдат на власт, веќе не се занимаваат со ова. Клучното прашање од Кочани, што треба едно од клучните прашања, пошто првото клучно прашање е да има истрага како што треба и да има завршеток на сето тоа во најбрз можен рок. Значи, да има завршеток, тоа е првото. Втората работа е дали ова општество, сите ние во него, дали влечеме заклучоци, што треба да правиме. Еве неколку примери, 1-2. Значи, лето доаѓа, ќе дојдат пожарите. Македонија не е имуна на пожари. Минатата година беа жестоки. Жестоки, предминатата беа жестоки. Значи, што имаме ние во Македонија во моментот визави палењето на дискотеката, горењето на дискотеката у Кочани, сега ќе има пожари. Во Источна Македонија во тој дел па Ептен ги има. Значи, над Кочани имаше баш. Да. Значи, имаме пожарникарски возила. 20 години избориме за тоа. Нема пожарникари. Имаме пожарникари. Нема. Имаме авиони. Кој знае во Зоки да го прашам како член на влада дали знае у моментот дали работат авионите, нема да го имаш одговорот. Не, морам да ви кажам дека денеска имавме, баш беше Стојанче Ангелов на седница на влада, можам изврно да ви кажам, и дека баш беше на дневен ред набавка на одредени униформи, кои што, бидејќи кај нас знаете дека во минатогодишните пожари беше и армијата и полицијата вклучени, затоа што немаше доволно луѓе кои да се борат против пожарите. И сега се набавува интервентно од страна на Центарот за управување со кризи, се набавуваат опрема за војниците, затоа што тие немаат противпожарна заштита на нивните униформи. Вие не можете да гасите пожар со обична воена униформа или полициска, мора да бидете специјално за тоа опремени. Значи тоа, и дека во тек е исто така конкурс, односно потрага по пилоти, затоа што знаеме дека се тие дефицитарни. Да, пензионираните пилоти. Да не ви кажам, минатата година беше склучен адхок договор со 2 пилоти за по 5000 евра да гасат за месечно. Сега таа цифра се зголемува на 7000 евра евентуално, станува многу скапо. Но вие мора да бидете подготвени. Авионите се сервисирани, но дали е тоа доволно и дали може Македонија сама да одговори, тоа е исто така прашање. Ако ми дозволиш само да завршам таа мисла, ние треба да престанеме во општество да се радуваме кога Германија ќе ни подари болничка кола за некоја клиника или за некоја амбуланта. Или Јапонија често. Као деца на цреша се радуваме, значи тука срамота е, ни се смеат тие што ни ги ја даваат колата. Значи Неверојатно не желат, претпоставам зашто не ги даваат иначе. Јас, например, како граѓанин се вреѓам кога ќе видам дека некоја држава ни дава возило болничко или пожарникарско или опрема некој или чизми на времето за армијата и така натаму. Значи, нели можеме еден буџет, една година, еве во ноември ќе се прави новиот буџет за 26-та година, така? И да речеме 25 милиона евра, 30 милиона, 100 милиона евра ако треба. Ако не ќе ги позајмиме тие 100, ние милиарда позајмивме таа 100 милиона или не можеме? Држава може секогаш да позајми пари. Нема држава која не може да позајми пари. Позајми 100 милиона и еднаш за секогаш за следни 10-15 години, реши ги пожарникарите, реши ги болничките установи, да имаат по 2-3 возила, шофери, ќе најдеме тоа. За брзата помош. За брзата помош. Реши го тоа, барем да го личи. Ке се учиме, ако не знаеме, ама барем да го личи, кога ќе дојде некој странец ли или човек, да имаме прво да имаме зарем сметаш дека никој досега не му текнало за тоа? Па ја не знам дали му текнало, може му текнало, може не му текнало. Значи имал други приоритети. Ако му текнало, не го направило ова, онда имаме проблем. Па имаме. Значи ние имаме прво влезете во амбулантите наши, во клиниките, најелементарна работа, немате штекери. Струја ќе ги фати пациентите дека чекаат. Само да кажам една... Само уште една реченица, Зоки. Не е окречено кој што треба, не е осветлено кој што треба. Ко да идеш на гробишта, не во болница. Значи, пациентот нема достоинство.
Граѓанинот нема достоинство. Кога викаш брза помош, од другата страна имаш нервозен лик кој ти одговара. Значи, ние елементарни работи немаме. Сега ја свесно ја ширам целата оваа тема, заради тоа што сите тие дефекти и аномалии што ние ги имаме во секојдневното живење, еднаш во 5 години кај нас циклично ни се удираат од глава во некои вакви катастрофи. Значи, сега да не ги редам сите катастрофи на назад, нели, во тоа сме ги кажале. Значи, ние елементарна организација немаме. Се срамиме пред светот, пред луѓето, пред граѓаните. Амбасадите ни се тука пишуваат извештаи. Не знам заради што имаше една таква символична изјава денеска на Марта Кос дека сме ние за жалење. Здравствениот буџет Да, тоа треба да ја објасни. Ќе зборуваме за Ние 900 милиони евра имаме отприлика во фондот за здравство годишно, тоа не се малку пари. Огромен дел од парите до сега се трошат, нели, на набавка на лекови. Знаеме во минатото што се случуваше со фармакомафијата и така натаму. Значи, не дека ние немаме здравствен денар. Ние имаме пари и од повеќе, веројатно, од буџетот и од тоа што се задолжуваме за да можеме да си го средиме здравството. Сега, кога велувам да си го средиме, барем она што значи инфраструктура, она што значи опрема, во однос на лекарите се прават. Секоја влада правеше дополнителни напери изминативе години, не сакам да ги издвојувам во таа смисла, но во однос на животниот стандард, тие се сметам дека се доволно зголемени и буквално секоја влада вложува во тоа, меѓутоа ние знаеме какви се шансите за младите луѓе кои што работат во здравството на запад. И има одлевање на тој кадар, има одлевање од секаде, има одлевање од Хрватска која што е земја членка на Европска унија, има одлевање од Бугарија и така натаму. Но проблемот е кај нас да го решиме овој основен, она што вели Зиков партиски, јас се согласувам со делот дека изборниот модел треба да се промени и ние како помала политичка партија се залагаме за тоа. Но проблемот е во таа системска корупција што се јавува точно кај политичките партии за да добијат одредени привилегии и така натаму вработување. Меѓутоа мислам дека во овој момент, без оглед што сега добивме повторно една коалиција на власт од 20 на партии во неа, во овој момент имаме таков аларм на системот дека во иднина нема да се толерираат ниту масовни партиски вработувања, ниту партиски тендери во смисла на вашата сега фирма која што работи за ова или онаа политичка партија донира и така натаму ќе ги добие најкрупните тендери во општеството, ниту не знам, министерот Таравари заради тоа што можеби бил незадоволен од тоа како тендерите во здравството се одвиваат, ќе бара друг политички партнер. Не верувам дека тоа ќе бидат причините. Мислам дека е дојден моментот кога можеби не им се става крајот, туку почнува крајот на таков тип на клиентелизам. Јас сум уверен дека овој wake-up call од Кочани што го имавме, дека е wake-up call, значи повик на будење, за да почнеме да се однесуваме одговорно и со парите на граѓаните, со буџетот и да се однесуваме пристојно во политиката, да доаѓаме до функции не поради нивниот лукративна привлечност, туку затоа што сакаме нешто да направиме за граѓаните. Во вас смисла ми текна и за случајот со првата антикорупционерка, мислам, кој би очекувал да кажеме дека ќе биде подсобна, сега ние не велиме дека е виновна, се додека не се судски докаже тоа, меѓутоа еве го тој аларм за кој што зборуваме. Знаете што, значи токму и тоа е. Вие гледате веднаш дека системот на некој начин реагира. Ние зборувавме дека обвинителство, судство заробено и така натаму. Меѓутоа, изминативе неколку месеци, па и после Кочани обавезно, сега повеќе аларм има во тој систем. Веројатно е тоа некаква истрага што е претходно водена, јас не знам дали е актуелна, но во контекст на ова сакам да го кажам само. Внатре има корупција. Треба да почекаме да видиме што ќе се случува со тој случај каде што е првата антикорупционерка, но самиот факт дека имате председател на комисијата за антикорупција кој што е осомничен во одреден случај, од една страна можете да го користите тој факт дека доволно говори колку ни е корумпиран системот. Да, кога и првиот антикорупционер имавме прва нели на специјалното јавно обвинителство заврши во затвор. А од друга страна веќе системот реагира на првите сигнали. И немојте да мислите дека некој
ќе може да и прости на првата антикорупционерка ако е навистина корумпирана. Знаете што, значи тоа е ако зборуваме за истрагата и евентуалната нејзина кривична одговорност. Да. Инаку кај неа еклатантно е најдени се пораките за комуникација. Значи таму немаше демант ниту од неа за тоа. Значи не видовме ние не е така да каже апсолутно. Ако сте вие невин ќе скокнете апсолутно оставката, па ти брани се после на кривично таму ако треба да те носат, али работата е дека уште повеќе што од владиниот коалиција, од партијата на власт имаше повици да си даде оставка, нели? И опозицијата исто така го кажа тоа. Значи, пазете, вие имате понеделник, вторник е денеска, значи таа требаше во понеделникот, најкасно понеделникот Савајле, вчера Савајле требаше си поднесе оставка. Значи, јас тој тип на неодговорност во општеството не можам да го разберам. Значи, не си срасната со фотелјата господја. Значи, излези си од тука, па после таму докажи се, па излези на прес, па речи не е така, па вака и објасни. Мора да заминеш од таа позиција заради тоа што си факт е дека антикорупцијската е изгласана и од СДСМ и од ВМРО, од сите пратеници заедно. Сакам да кажам, составот не е таа е независна по составот не е класично политички од една политичка партија, меѓутоа очекуваат граѓаните од таква институција и вие новинарите се разбира невладиниот сектор и така натаму да биде најмногу чувствителна на ваков тип на случаи и истраги. Инаку ако таа биде на чело, ако продолжи да биде, за граѓаните таа институција, како се вика ДКСК, треба да затворат. Не, таа е нерелевантна институција веќе. Значи во минатото мора да кажеме дека работи. претходниот состав беше оценет не само од странски мониторинг партнери, туку од невладиниот сектор, од граѓаните и така натаму, имаше навистина висок рейтинг. Ние сакавме дури да ја засилиме на некој начин со доволни со поголеми законски надлежности, да ја засилиме Државната комисија за спречување корупција, да има и ингеренции во областа на обвинителството и така натаму, но сега на некој начин се руши сликата дека имаме независна комисија за корупција, затоа што имаме осомничена председателка. Јас се надевам дека во due process of law ќе биде тоа расчистено и дека навистина дека но во меѓувреме мораме да видиме што ќе правиме со таа комисија. Значи сега е таа на некој начин блокирана. Како таа комисија ќе функционира? Таа валјда може да работи без председател. Не, таа може да работи, али мора да има председател. Мора да има председател. Нема глава, нели, нема хед. Нема да биде релевантна институција ако не се смени. Ние мораме да направиме. Ивановска вчера беше дека инфицирана антикорупцијската комисија со овој случај. Не, имате една глупа одредба дека таа може да оди на работа, ама не може да ги гледа предметите. Добро, ама дали тоа значи дека е председател се уште? Така е, да. Па да, најверојатно. Затоа што ако сте председател, вие треба да имате увид во предметите. Имаше соопштение од кабинетот на Гаши синоќа дека тој го следи случајот со првата антикорупционерка, бидејќи беше позвано собранието. Да, и чека да видат дали ќе биде таа одговорна. Собранието е гласало и ја не знам зашто се кокетира со темата сега. Еве јас ви кажувам кој е ставот на председателот на собранието, дека ќе чека да видат дали. Сите се внимателни поради презумпцијата на невиност и јас се согласувам со тоа, дека не смее да и се натовари нешто што навистина не е се уште докажано. Ама Зоран, знаеш кај не се разбираме. Значи тоа е во делот на кривичната одговорност, да. Али тоа е така, она е невина додека не биде осудена. Работата е дека фактот дека се пресретнати тие пораки, комуникации, тоа освен ако не се наместени и тие тоа не знаеме. Не, ама укажува. А можат и да бидат наместени. Не знам сега, значи шпекулирам. Боже мој, меѓутоа ние ако одиме у таков тип на шпекулации, ние можеме да кажеме дека сега секој од нас може да биде дека на диското у Кочани некој му фрлил бомба на пример, саботажа класична. Не во тој контекст, сакам да кажам нешто друго. Ако вие сте невин во одредена состојба, а сте на некаква функција, очекувам да се браните и јавно и отворено и да негирате тоа што е против вас изнесено во јавноста. И се согласувам тука со Зиков дека ако е некој неоправдано осомничен за било што, навистина ќе има јасни сигнали во јавноста дека е невин, односно ќе се брани. Не го видовме тоа до сега, мене ми е жал што така настапи госпогета, меѓутоа е нејзин избор. Добро, да преминеме сега на темата околу евроинтеграцијата. Какви се шансите? Минатата недела имавте едно излагање заедно со Марта Кос. Денешната изјава, како гледате, сега ќе почнам со вас, бидејќи сепак
во поглед на евроинтеграцијата вели Кос, Македонија е тажна приказна и не смести во пакет со Косово и со Босна и Херцеговина. Мислам сме напреднали еден чекор назад. Па не, тажна приказна е одредена констатација што госпогата Кос ја дава, меѓутоа сметам дека таа многу добро знае каква е нашата состојба и ја оценува како тажна веројатно затоа што јавно не може да говори одредени други квалификации кои што и се добро познати. Ние не можеме да продолжиме, се разбира, затоа што немаме едноставно имаме формална одлука за почеток на преговорите, но условена. Но таа е условена, да. И нашиот пат кон Европската унија е неизвесен. За разлика, да речеме, од патот на овие држави кои што ги споменува, например, дека има, Црна да Гора, речеме, Црна Гора и Албанија, иако и кај Црна Гора има некакви билатерални, условно речено, пречки кои што може да се појават во одреден момент, но ги се менаџираат затоа што имаме одговорен партнер од другата страна, Хрватска.